Благодарам. Почитувани колеги, почитуван министр за финанси Фатмир Бесими. Мислам дека добро ќе беше да кажете дека ваков закон воведуван е први во Европа, затоа што ваков закон никој друг нема воведено, а го именувате како закон за солидарност. Се повикувате на регулативата, која што патем речено не е обврска, и морам да ги корекирам дел од изјавите во јавноста и ваши и на дел од економските министри во владата, кои што рекоа дека е обврска на Македонија да усвои една ваква, да имплементира една ваква регулатива. Апсолутно не е обврска, туку е можност. И самата регулатива која се чита, се употребуваат зборови како може, пожелно и така натаму. Втора ситуација која што е сериозно спорна, а јас сум убеден дека и Министерството за финанси има капацитет и службениците таму да прочитат една регулатива и да знаат дека таму јасно е наведено дека оваа можност за данок на солидарност се воведува како промптна реакција на енормното зголемување на цените во пред на енергенците и енергетската криза и се апострофирани и наведени точно кои бизниси треба да бидат опфатени со една ваква регулатива, односно законско решение во Република Македонија. Значи, во самата регулатива се наведени дека компании кои што се занимаваат со производство на електрична енергија, јагле, нафта, рафинерии за производство на нафтени деривати и производители на природен газ, токму затоа што кризата со која што треба да се справи еден ваков закон или да помогне да се справи државата со еден ваков закон се однесува на енергетската криза и поради енормното зголемување на цените на енергенците, токму тие бизниси остварија и нормално поголеми профити и беше предложено од Европската комисија да се оданачат дополнително ваквите компании. Што е спорно што се прави сега во Македонија? Се става опфат на целиот бизнис, освен симптоматично се исклучуваат ново формираните компании, а да ја потсетам јавноста дека изминатиот период, како печурки после киша, после дожд, никнуваат компании до енергетскиот сектор, сите или во најголем дел поврзани на семејно или на друг политички начин со СДСМ и една тема која што треба сериозно да се разработи, зошто таквите компании се земени со овој закон. Второ, се внесува забуна кај јавноста, а тоа прави штета на овие компании кои што се опфатени. Јас верувам дека вие како министр за финанси сте должен јавно да кажете дека компаниите кои што се опфатени со овој данок на солидарност се компаниите кои што реално и суштински го полнат најголемиот процент од буџетот на Република Македонија и се едни од најголемите плаќачи на даноци во Република Македонија. Од данокот на ДДВ до данокот на добивка и сите други даноци и надоместоци кои што постојат согласно законските решенија, а не вака да се користат овие компании политички и да се алудира дека ете тие не се солидарни, пак мора државата да интервенира и да носи закон за солидарност. Затоа што името е несоодветно одбрано, опфатот не е во согласност со регулативата, мислам дека се создава сериозна забуна кај јавноста. Спомнавте екстензивност. Нема тука екстензивност. Вие сте ги опфатиле сите компании, не сте ги опфатиле согласно регулативата да бидат само оние кои што се наведени во таа регулатива, како што споменав. И тоа одма имплицира дека овој закон не се усогласува со таа регулатива. Затоа што ако се усогласува со регулатива, ќе беше наменето за оние компании кои што ствари екстра профит од енергенци. Значи, вие воведувате сосема нов данок, кој што не е во корелација со регулативата и требало да оди на редовна постапка, како што почнавте, но се попишманивте. И сега се поставува дилемата дали, кога почнавте да го носите овој закон, односно го доставивте во собрание во нормална постапка, тогаш не постоеше оваа регулатива, подоцна ја увидовте регулативата или видовте дека има сериозни реакции од јавноста, па како и секогаш кога носите закони кои што
не се во согласност со интересите на граѓаните на јавноста, ги носите во една скратена постапка. Значи, не може екстензивно да се толкуваат регулативи кои што не се обврзувачки или уште повеќе директиви. Тие се строго напишани и треба да се усогласуваат согласно она што кај нив стои. Логичен е амандманот, затоа што и во самата регулатива на која што се повикувате како предлагачи, е наведено и дека овие средства кои што би се прибрале по однос на еден ваков данок, треба да се трошат во делот на справување со енергетската криза, односно во делот на намалување или задржување на цените, помагање на компаниите и помагање на граѓаните да ја пребродат енергетската криза. Одма се доаѓа до заклучок дека доцниме со една ваква реакција, затоа што најголемите удари поминаа, и второ, ќе се слеат овие средства во програмата за справување со COVID-19, ставка која што апсолутно веќе е ирелевантна, затоа што ние немаме реални мерки за справување со COVID-19, затоа што и немаме пандемија во Република Македонија од COVID-19, па се поставува дилемата, сомнежот, како сака да кажете го, дека овие пари кои што ќе ги прибере од бизнисот ќе бидат несоодветно потрошени или нема да бидат наменети барем согласно она што стои во ова регулатива на која што се повикува владата. Исто така, ќе отварам уште една дилема. Не слушнав никој од економските министри од владата, никој од овие кои што го поддржуваат овој закон, да објаснат дали и колкав ефект овој закон ќе има врз собирањето на данокот на добивка. Комплексен е законот, има многу можности за компаниите да избират, тоа ќе изискува време на прилагодување пред се од најниско сметсководствено ниво па до највисокото ниво на бизнис плановите, меѓутоа дали ќе има влијание и реперкусии врз буџетот на Република Македонија во делот на прибирањето на данокот на добивка. Затоа што ако овие 30% бидат оданочени, ќе бидат ставени како трошок на бизнисот, автоматски би имплицирало дека ќе имаат помала даночна основица за данокот на добивка, што би значило дека државата ќе собере помалку пари по однос на една таква ставка. И мислам дека треба да слушнеме одговор на оваа дилема, дали ќе има влијание негативно врз однос на данокот за добивка. Исто така, спомнав, комплексен е законот, нуди неколку можности, меѓутоа тоа бара време за прилагодување на бизнисот, затоа што е во делот на сметководството. Во една година која што првата половина измина, ќе треба да ги враќаат бизнисите своите извештаи наназад, ќе треба сметководствено да се прилагодуваат и мислам дека се ова е некако несоодветно, ненавремено и недоволно изанализирано, а предложено во законското решение. И посебно што се имплицира на одоначување на приход, имајќи во предвид дека големината на приходот нужно не имплицира и добра ликвидност. Особено во услови во кои што живееме во Република Македонија и ваква економска непредвидливост која што очигледно покрај економските кризи, покрај претходно пандемијата, покрај енергетската криза и самата влада ја предизвикува со чекори кои што ја дестабилизираат економската предвидливост на бизнис заедницата. Она што јас би го советувал, она што јас би го предложил на владата е, факт е дека кога се носи нови даноци, нови даначки, значи дека треба да се приберат повеќе пари во буџетот. Јас би предложил на владата да се фокусира, конечно да почне да се фокусира во справување со сивата економија. Затоа што со справување со сивата економија ќе може да прибере поголем број на давачки. Вака, оние што плаќаат даноци ќе плаќаат повторно и повеќе, овие кои што не плаќаат повторно
нема да плаќаат даноци, а според сите релевантни истражувања Република Македонија е на врвот по сивата економија во регионот. Ако во Европската унија таа е по 20%, ние сме над 33-34% неоданочена економија, пари кои што не влегуваат во буџетот. Еве предлог до владата да се позанимава со оваа сива економија и така ќе може да обезбеди поголем број на приходи и пари кои што ќе ги пренасочи токму на оние граѓани на кои што и бизниси на кои што им е најпотребно. Благодарам.